Проектот со читање до лидерство го спроведува фондацијата Чекор по Чекор Македонија, а првиот мрежен настан помеѓу основните училишта вклучени во овој проект го посетија стотина наставници учесници на манифестацијата. Со самото тоа што наставниците по професионална линија се вмрежуваат и разменуваат искуства, тоа го напредува образовниот процес за двете училишта, односно онолку училишта колку што се вклучени. Целта е да се мрежат не само две училишта од регионот, туку тоа да се проширува на ниво на држава и понатаму колку што е возможно, нели, со други училишта со кои што имаме сродни образовни системи. И на тој начин да се подобруваат наставните практики, меѓутоа и да се зацврстуваат и да станат дел од училишната култура во училиштата. Целта на настанот е споделување на искуствата, постигнувањата и предизвиците од работата на развојните активности на членовите на заедниците за учење. Наставниците, членови на заедниците за учење, ги представија активностите со постер презентации, а училишните координатори одржаа кратки видеопрезентации. Денешниот настан е едно заокружување од еден дел од активностите што ги реализиравме во заедниците за учење. Тоа значи дека во изминатиот период добивме повеќе обуки и научивме повеќе техники при користење во нашата работа со учениците. Изработивме акциони планови, значи од нашето училиште направија 11 акциони планови, од училиштето од Христијан Тодоровски Карпош имат изработено 8 акциони планови и сега следува периодот на имплементација на активностите предвидени со акционите планови. Што значи дека сите оние техники и активности што ги добивме преку обуките во изминатиот период, како сме вклучени во самиот проект, сега ги спроведуваме и ги имплементираме во училницата со учениците. На некој начин ова представува еден концепт, еден модел на она што треба да биде образование на 21 век, бидејќи всушност рефлексијата која што се случува во образовната пракса, наставникот ја следи во секој момент, може да го сподели со своите колеги во истото училиште или во било кое друго училиште и на некој начин професионалниот развој на наставникот се случува тековно и во секој момент. Затоа можеби една од идните концепти или она на која што треба всушност да биде заложба на нашиот воспитно образовен систем е создавање на една ваква култура на квалитет во образовниот систем во кој што постојано ќе се подобруваме и ќе го подобруваме нашиот образовен систем. Домаќин на настанот беше основното училиште Христијан Тодоровски Карпош Драгоманце, а на манифестацијата се одржа и еко-работилница од продажен карактер, на која учениците ги изложија изработките од рециклирачки материјали.